Сите убавини на источниот регион наскоро ќе се најдат на едно место во виртуелен туристички водич. На овој начин и во време на пандемија ќе се промовира туристичкиот потенцијал на регионот, со цел откако ситуацијата ќе се нормализира, сите што сакаат виденото и лично да го посетат. Се фокусираме на екотуризмот во регионот, со тоа што ќе бидат опфатени локалитети кои што досега се непознати, да речеме, за поголемиот дел од граѓаните на Македонија. Понатаму ќе биде изработен и промотивно видео во кое што ќе бидат офатени од одреден дел од содржините, така што на интересен начин ќе се обидеме да го приближиме регионот до сите кои што досега го немат посетено или они кои што го посетиле да се потсетат на неговите убавини. Покрај атрактивните и добро познати туристички локации, регионот има и многу други помалку промовирани, а подеднакво убави места. Изработката на водичот е идеална можност за нивна промоција. Во поново време сега се промовира посета на овие кањони, тоа е Козјачкиот кањон на реката Којзак и можеби по новиот тоа е кањонот Камник, кој што посебно во викендите привлекува голем број на туристи и излетници кои што сакаат да ги видат овие природни убавини. Да потенцирам, значи, на планината Плачковица во моментот има 4 пештери кои што се доста интересни. Тоа е Млечната пештера, пештерата Кјуп, големата пештера и Ајдучката пештера. Најголемиот адут на регионот и понатаму остануваат единствениот скијачки центар Пониква и секако Пијанечко-Малешевскиот регион. Потенцирањето на чистиот воздух, пешачките патишки кои ги имаме по поголема должина, секако Беровското езеро како единствена атракција и Малешевските планини. Бенефитот од таа мобилна апликација секако ќе значи поголема информираност на туристите за можностите, особено во делот на екотуризмот, кои секако во понудите кои досега ги прават самите туристички агенции, не е офатен овој дел од понудата која може да има нашата општина. Ова се адутите на градоначелниците, но во финалната верзија на водичот ќе бидат вметнати и предлозите на граѓаните, дадени преку пополнување на прашалник. Досегашниот нивни избор ги истакнува како приоритетни водопадите во Пехчево, планинарските патеки, но и археолошките и сакрални објекти ширум регионот.